Другари и другарки, започнува Редкаст. Уживајте! Добро вечер, драги луѓе. Добро вечер, редкастери. Јас сум Кирил Трајковски Максим, а вие го гледате 15-тото издание на Редкаст. Вечерва во нашето студио имаме гостин од политиката. Човек кој доаѓа од редовите на политичката партија Левица, магистер по меѓународни односи, политиколог и активен учесник во општествено-политичкиот живот во Македонија. Но пред да ви откријам за кого станува збор, се разбира минути за нашите спонзори. Одиме со Клима Лайф. Тие се експерти за нови брендови на клими, за нивно сервисирање и одржување. Доколку се уште не сте набавиле клима, а бога ми доаѓа лето и ќе биде навистина жешко, сега е вистинскиот момент да се јавите на 075 660092, а момците ќе се погрижат за се што треба. Да си ги поздравиме и Алка Битола, место каде што традицијата и вкусот се спојуваат во едно. Во Алка Битола ве очекуваат врвни пастрмајли, пита мајли, ловечка во тесто, локомадес и врни специјалитети, тоа може да го забележите по мене. Што се прават со мерак, се разбира. За нарачки информации јавете се на 079225714 и препуштете се на вкусовите и квалитетот за кој зборува цела Битола. А сега дојде време да се вратиме на мојот вечерашен гостин. Тој е роден во 1993 година во Свети Николе, член е на президиумот на Левица, што представува највисок извршен орган на партијата, а воедно и советник во Советот на општина Свети Николе. Во рамките на партијата тој бил координатор на секторот за надворешна политика, каде активно работи на теми поврзани со меѓународните односи, дипломатијата и позицијата на Македонија во светот. По образование е дипломиран политиколог со модул Европско право и магистер по меѓународни односи, што му дава сериозна теоретска и практична основа за темите за кои што ќе разговараме вечерва. Со него ќе зборуваме за актуелните случувања на геополитичката сцена, војните кои се во центарот на вниманието изминатиот период, но секако нема да ја прескокнеме и македонската политика и состојбите во нашата држава. Ќе го запрашаме која е идеологијата и визијата на Левица, но и неговата лична приказна. Како еден млад човек влегува во политика и што значи да се биде дел од опозицијата во Македонија. Какво сиви има мојот вечерашен гост, се изназборев. Почитувани, вечерва во Редкаст на моје огромно задоволство, другарот Александар Симонов. Добро вечер и добре ми дојде. Добро вечер, Кирил, може се друга секако и благодарам на поканата. Другар Симонов, ајде сакам да започнеме од твоето детство. Твојата лична приказна, но не многу, да не се задржуваме многу, на кратко. Спомнав дека си роден во Свети Николе. Сакам за публиката да чуе какво детство имаше, нешто малку од образованието, какво школство, во каква фамилија растеше, какви игри играше. Склопи го, спој го, компресирај го во 3 минути, поише не ти давам, пошто има многу побитни работи да зборуваме вечерва. Па искрено, не знам што би кажал последно за моето детство, освен тоа што го имаат преживеано најголем дел од децата во 90-тите години. Значи, роден во работничко семејство, живее во скромни услови таму цело детство, апсолутно. Нема ништо што не издвојува од сите останати. Во принцип, како дете се занимава со спорт, традиционално играње фудбал ни беше главна преокупација. Да. Ништо различно од детството во Скопје, да речеме. Па не знам, во Скопје сега поголем дел од времето поминувам во Скопје, но не забележувам така многу деца кои играат серва или голови каде што камењата се стативи, мислам дека тоа е подисчезнато. И беше карактеристично повеќе за нашето детство. Таму заврши основно, предпоставувам? Основно завршив таму, средно завршив во Штип, потоа продолжив со високо образование, магистратура завршив на Санкт Петербургски државен универзитет. Потоа се вратив овде. Рускиот го зборуваш перфектно. Па веќе на ниво на мајчин јазик. И невестата од Русија, ако сакаш ќе кажеме, ама е добро, врска. Не, за тоа нема да збориме. За невестата нема да збориме. Да, окей. Ајде уште едно прашање. Кој е Александар Симонов приватно, надвор од политиката? Каков човек си?
Што ти исполнува? Што правиш еве кога или цело време си со политика опкружен? Тоа го знам јас. Меѓутоа, Па искрено, кога почнуваш да се занимаваш со политика, мислам дека сите други работи ти стануваат споредни. Едноставно се посветуваш максимално, се она што го градиш околу тебе веќе и сам да не го градиш, луѓето околу тебе го градат затоа што те перцепираат како некој кој се занимава со политика и едноставно кај нас политичките теми се толку многу сервирани, толку многу актуелни што и кога не сакаш да зборуваш за политика, едноставно не знам, ќе отидеш на семејна веселба, но прашањето кое ќе го добиеш од спортивната страна ќе биде повторно политичко и тоа едноставно е неизбежно. Не знам, можеби е лоша компарација, но неодамна гледав интервју со еден свештеник кој велеше као да си свештеник, апсолутно цел живот си свештеник. Мене не ме гледаат свештеник на работа, мене ме гледаат секаде, и на улица, и дома, и во семејството. Ова стварно ме потсетува во некој момент на нешто такво. Еве, завчера бев во маркет во Свети Николе, уште не успеав ни до пола да ја наполнам корпата, веќе луѓе им разговараа со мене и имено зборуваа за политика, ме сеќаш, така да. Добро те препознаваат, таму си Па советник. добро, Свети Николе реално е мало место што лесно се стварува комуникација. Кога првпат се заинтересира за политика? Имаше некој момент, некој настан, некоја неправда што те натера да влезеш во ова поривот кој ти го разбуди во себе? Па реално имаше повеќе тригери, не сметам дека тоа е еден или конкретен настан, сметам дека е сплет на околности, целата таа приказна да се биде дете во 90-тите веројатно има свое влијание, сето тоа што го гледаш во кругот на семејството, во тоа каде и како си растен, секако има свое влијание. Или ако ме праша некој зошто левица, од основните тригери е што, например, почнав со работен однос на неполни 15 години, имав работен стаж од 3,5 години кој никогаш не ми е платен, 4-та година средно учев вонредно, собирав пари, помагав на моите максимално за да можам да уплатам и да се пишам на факултет. И од тука сите тие социјални прашања и целиот тој социјален притисок во кој живееме, едноставно веројатно има од различни аспекти свое влијание во донесувањето на одлука за конкретно да се вклучиш во ова безрезервно и да буквално да се претвориш во нешто политичко. Многу млади бегаат од политикава, ти си влегол во политика. Зошто го испрепа тешкиот пат? Ова е интересно прашање и многу често и ме прашуваат зошто се врати од Русија, особено кога знаат дека добив стипендија и за докторски студии таму. Одговорот ми е едноставен, како не ми беше целта да придонесувам за друго општество, да поправам во друго општество. Мојата цел беше да заминам некаде, да научам нешто, да видам некој различен систем и да пробам со тоа знаење да помогнам во мојата средина и во моето општество. За мене е многу поважно да действувам таму каде што сум и таму да поправам нешто, отколку да изберам комодитет. Многу би било полесно да заминеш преку граница. Мислам дека многу млади треба да ги гледаме како херои овде, кои имаат прилика за многу полагоден, многу поубав живот, а сепак одлучуваат овде да се борат со некои ветерници, условно кажано, со цел да промениш нешто. А дали семејството и пријателите ти даваат подршка за тоа што си се одлучил да се занимаваш со политика или има некои, не знам? Реално да, апсолутно од сите имам подршка. Дури и немам ситуација кога сум почувствувал сомнеш во некој од семејството или во некој од обкружувањето. Мислам дека можеби бекграунд има и сето тоа што целото образование го насочи во оваа сфера, така да и да ме прашаш сега за нешто друго да работам, ја толку сум длабоко навлезен во ова и врз основа на она што се гледа како политика, но и она што внатре се случува во една политичка организација. Граѓаните генерално го гледаат она што може да се види на пресконференции, она што може да се види низ медиумите, порталите, но не го гледаат целиот оној систем кој внатре во позадина се случува и всушност е резултат на она што може. Всушност она што може да се види надвор е резултат или последица на она се што се работи и случува внатре. Одлично. И уште едно прашање, не те малтретирам веќе, од личниот живот твој. Ако не беше политичар, што ќе беше денес Александар Симонов? Искрено не знам. Менаџер на некој фудбалски клуб. Може би, да. Знам не, дека искрено, фудбал. да, гледам многу фудбал, но и
Можеби угостителство. Искрено, угостителството за мене беше една од работите кои навистина ми беа многу симпатични. Дали може би нешто што спомна, да, ете сега те прекинав. Да. Спомна си работел на 15-16 години првиот работен однос, тоа ли беше поврзано со Да, угостителство? апсолутно, да. Работев во угостителство, учев поточно? своемерно. Што поточно? Мислам дека имам поминато скоро се затоа што учев средно исто така угостителство. Добро. Така да Откогаш? имав работено од се што вклучува, значи од рецепција до туристички водич, од готвач до Да, мене кога ќе ми спомнат угостителство, одма готвач, шанкер, келнер, такво нешто ми доаѓа уствари, ете гледаш има и вклучува туристички водичи, многу аспекти, рецепционери, да. широка, но тоа беше дел од праксата во време на образование. Да, тоа во Штип рече средно, таму се учи тоа, така? Пошто има и у Скопје едно угостителство. Не, во Штип учев. Да, па поблиску ти е Штип таму. Иако патот не беше направен, сигурно поише си патов. Па, Се е мислам дека поблиску. сега тоа е истиот пат, само Викаш? веќе е усовршен. Ние од Скопје Не се кружевме затоа сега. Да, преку Велес. Ајде сега малку да позборуваме за важните светски збиднувања кои го раздрмаа светот. Тука мислам на војната во Иран, нешто што е најактуелно моментално. Често слушаме во етер дека е направено погрешна проценка од страна на САД и Израел за моќта на Иран. Мислам дека малку ја подценија, тоа е моje мислење. Од страна на Трамп и Нетањаху пак убедуваа дека тоа е правилна одлука. Ајде да почнеме од тука, другар Симонов. Што мислите вие за ова? Често се зборува за тоа дека е направена грешка и ова не го кријат ниту западните медиуми, ниту западните аналитичари, иако се гледа голем притисок и врз нив. Она што сакам да го кажам е дека за отпочнување на една војна е потребна јасно дефинирана цел и јасно дефинирани задачи за исполнување на таа цел. Тоа е нешто за што ќе позборуваме малку подоцна и што за жал во овој момент на војување не може да се види, но она што сакам да го кажам, пред донесувањето на одлука за војна се прават голем број на истражување, анализи. Почнуваме од теорија на рационален избор, преку теорија на ограничен избор, преку гейм теории кои се спроведуваат за различни операции, да објаснам за гледачите. Значи, во меѓународни односи теоријата за рационален избор е позајмена пред се од економистите, затоа што тие размислуваат рационално. И овде станува збор за практично за пресметки при војување. Овде државите или службите прерачунуваат буквално во бројки. Со колка влог, која цел ќе оствариме, колкава штета би претрпеле од сето ова, кои се капацитетите на другата страна за да ни нанесе штета, колку луѓе треба да изгубиме ние, колку и ова грубо да звучи, се пресметува колку луѓе ќе загубиш во една воена операција, затоа што тоа е неизбежен процес и тоа тие го знаат. Проблемот при спроведувањето на теорија на рационален избор е што не секогаш ги имате сите податоци за другата страна, иако вашите служби се трудат максимално да ги соберат. И овде се прави еден шифт во една друга теорија која се нарекува теорија на ограничена рационалност. Тоа значи дека ти располагаш со определени информации, но не можеш да ја донесеш најдобрата и најрационалната одлука. Зошто? Затоа што информациите кои ги знаеш не се целосни и тие ти создаваат определено ограничување. И тука влегуваш во оваа втора игра која се нарекува ограничена рационалност. Потоа следуваат од тоа неминовно ефекти. Ефектите може да бидат предвидливи и непредвидливи, но во војниот ваков размер можете само да имате предпоставка, но не и да знаете во целост како ќе. И овде влегуваме во нови етапи, каде што буквално се спроведува она што сега често се збори гейм теории, каде што секогаш пресметуваш и користиш разни методи и различни анализи, од SWOT анализа, од Паскал, од било каква, значи секоја операција и секоја специфичен момент бара надвор од генералната цел да се направат различни анализи за да се направи нешто такво. Од тука и јас лично сметам дека и американските и израелските служби во целост, ако се погледнат, не мислам дека тие направиле огромна грешка, туку јас гледам еден друг момент кој е продукт на ова демократско или капиталистичко општество западно. И мојот впечаток е дека овде не станува збор за некакви длабоки грешки во определени проценти на безбедносните структури, туку станува збор во работата на лоби групите и на интересните групи. И мислам дека лоби групите во отварањето на овој конфликт имаат многу поголемо влијание врз одлуката на Трамп или на
за да отпочне оваа војна, отколку она што се случуваше во позадина. Ако се сеќавате, имаше поднесување и оставки во САД веднаш по отпочнувањето на војната, и имено тие оставки, при поднесувањето на тие оставки беше образложено за оружјето во Иран, дека не постои нуклеарно оружје и така натаму и така натаму. Сите тие работи беа образложени и тоа покажува дека службите имаат многу посериозни информации од она што се представува во етер, и дека не целосно оваа одлука зависи исклучително од резултат на внатрешните служби, колку што од влијанието на определени лоби групи. Историски гледаме дека со децении тлее овој конфликт. Кои се причините за донесување одлука за негова ескалација? Секој конфликт има своји фази. Од латентната, најлабавата фаза до ескалација како највисока фаза во еден конфликт до негово разрешување. Не постојат конфликти кои стануваат вечно, постојат конфликти кои може да траат подолго или да ја менуваат фазата во еден момент да се во ескалација, во еден момент да ја смалуваат својата тензија. Конфликтот помеѓу овие две држави не е од вчера. Да ако погледнеме од иранска страна каков однос имаат кон САД, каков антагонизам имаат кон САД, кој е создаден, тоа е резултат на нешто што генерацијски се случува многу наназад. Да не ги оптеретуваме гледачите со премногу историски факти, би сакал само да напоменам дека кој е првиот тригер за огромен антагонизам помеѓу Израел и САД, тоа се случува после промената на шахот, односно во Иран има опит за демократизација и тогаш начело на оваа држава застанува Мохамед Мосадек. Тој спроведува определени реформи кои се во насока на либерализација на ова општество. Но при носењето на тие реформи тој го национализира секако преку иранското собрание целиот ирански петролеум. И тогаш западните земји, во прв случај Велика Британија и САД, добиваат сигнал дека веќе нема да може да го контролираат сето тоа и помагаат, дури активно, тоа мислам дека тоа веќе не е тајна, се вклучени во државен удар, каде што Мохамед Мосадек е тргнат од власт. Значи не зборувам овде дека тој постигнува некакво идеално општество или некој страшен погрес, но во тоа општество, во тој момент, неговите политики ги гледаат како доста либерални и покрај тоа што да не исклучиме, имале своји слаби страни секое владење. И од тука се враќа повторно шахот на власт, кај што отпочнува еден многу сериозен терор, едно многу сериозен режим, кој завршува некаде со исламската револуција, и тоа е актуелниот систем во кој што Иран живее денес, еден спој на теократија и демократија, единствен таков спој кој што може да се забележи денес можеби во историјата на човештвото. Овој прв тригер кој го напоменав по симнувањето од власт на Мохамед Мосадек е еден од тригерите кој создава, можеби да кажам, од тогаш до денес силен антагонизам и секогаш американското општество и западните вредности кои се презентираат се неприфатливи за нив. Така. Ако ја гледаме цела оваа ситуација, другар Симонов, геополитички, дали според тебе САД и Израел воопшто имаат јасна цел? Дали имаат патока со целава војна? И како се менуваат нели тие цели, пошто спомна и сам дека не може да предвидат се. Со текот на војната се менуваат и очекувањата и се останато. Она што се гледа од страна на САД пред се е тоа дека влегоа со определени конкретни цели, но тие, како што гледате, стануваат флуидни и се размиваат на моменти, затоа што ако почнеме од самиот претседател Трамп, ќе забележите дека менува изјави на дневно ниво. Во небо се врти менува изјави. Вие немате јасна цел, но би сакал да согледам вака од она што може да се види што се случува. Ја би ја споменал
еден феномен наречен Тукидова замка од еден американски политиколог Грахам Алисон. Тој забележал дека при војувањето при Пелонеските војни кои се случуваат помеѓу Атина и Спарта, секогаш кога Атина забележува раст и опасност од страна на спартанците, тие реагираат воено. Тие започнуваат конфликт. Зошто? Да извршат победа пред другата страна да ги надмине и да стане супериорна над нив. И мислам дека овде имаме еден момент каде целите кои што ги имаат Израел и САД се поклопуваат. И мене ми личи ова сосема дека одговара на оваа Тукидова замка. Иран станува се посилен, Иран станува се повооружен и Иран покажува сериозни капацитети како регионална сила. И од тука ова особено е важно за Израел, затоа што тие го гледаат како опасност и го ценат ова како момент во кој ти ќе ослабиш другата страна за таа да не стане над твојата контрола, над која не можеш ти да влијаш. Вториот момент од ова би го споредил со САД. САД овде, иако војната е со Иран, е директно насочена кон Иран, мислам дека играат една многу поголема геополитичка игра и дека главната цел е ослабување на Кина. Затоа што енергенсите од Иран во најголем дел служат за економијата во Кина. Да. Значи, најголем извезувач за нафта за Кина е Иран. И сега, во таа насока, те имаат целосно поклопување на целите. Израел, преку ова, сака да ја ослабне. Го ослабнува својот најголем воен противник, и додека САД преку ова врши притисок врз кинеската економија. Ме сваѓате? И мислам дека САД се плаши од тоа дека Кина ќе ги надмине во многу параметри, Израел се плаши дека Иран ќе ги надмине по многу. И овде им се поклопуваат целите. Доколку збориме за дневната политика мислам дека им поминува многу лошо, барем за сега, особено затоа што јасна цел нема поставено, а заканите кои се представуваат во јавноста за отпочнување на оваа војна наидуваат на еден друг проблем. Односно, на нешто што веќе е видено. Потсетете се на тоа дека војната во Ирак беше заради хемиско оружје, заради нуклеарно оружје и обвинување. Кога заврши војната денес од оваа дистанца, сите знаеме дека Ирак не поседувал оружје за кое беше обвинет и за кое беше војувано во оваа земја. Истото сега се случува со Иран, мислам дека се обвинува за поседување на нуклеарно оружје, па сега ретериравме, па сега се тврди дека има обогатен ураниум кој за многу кратко време може да создаде нуклеарно оружје, но оваа приказна сега отежното поминува во широките народни маси. Гледаме дека и во САД тешко се продава оваа приказна и од тука мислам дека сега се игра, се влезени во игра на зборови, се обидуваат секојдневно со различна реторика да пробат која приказна полесно да поминала. Да. На јавноста. Дали денеска дипломатијата служи за решавање конфликти или повеќе како алатка за купување време од нов конфликт? Во овој случај, јас искрено мислам дека ова беше класично купување на време. И сега ќе образложам зошто. Претходно постоеше 12-дневната војна, која се случи пред година дена од сега и врз која беа поставени некои мировни процеси. Преговорите траат и беа во тек. Значи, доколку вие имате отворени преговори кои траат, вие не смеете, значи, вие имате намера и решавате проблем, вие сте во преговори. Во овој случај, САД ја минираше преговарачката маса. Тој како јас сега да станам, да ти кажам, може ли да излезам до ходник да се напијам вода, да направиме пауза од снимање на емисијата и во меѓувреме да го оставам мојот мобилен телефон овде на маса кој има ексклузив. Така. Буквално се случи тоа само ден, значи во петокот пред да се случи нападот на САД, од иранска страна излегува после таа рунда преговори со изјави дека изненадени сме од напредокот,
од фазата на напредок во преговорите која ја имаме во ова фаза. За утре дента веќе да се случи нападот на нивната земја. Тоа апсолутно мене ме насочува во една насока, да размислувам дека сето тоа е купување на време. Прво траеше оваа кратка војна во која определени, зборам за 12-дневната, во која определени цели, определени мерења на силата на другата страна беа измерени и сега беше потребно да се купи време за да се влезе во нова војна. Еве и сега, кога зборувате, од една страна слушаме пораки за брзо завршување на војната, за брзо решавање на конфликтот, додека од друга страна гледаме како се поместуваат веќе и пешадиски трупи од САД кои имаат цел да влезат во Иран. Значи, ситуацијата не ме слуша што зборувам, гледај што правам. Додека се тврди едното, се прави другото. Додека се зборува за смирување на војната, се зголемува војниот буџет постојано. Така да, голема е разликата помеѓу она што можеме да го чуеме и помеѓу она што го гледаме на терен. Често се зборува дека е лесно да се започне војна, но тешко да се заврши. Дали во овој случај воопшто постои план како да заврши овој конфликт и кој всушност може да го запре? Тука ми се алудираш на русите. Не. Мислам дека Русија во овој момент нема такво влијание да може да спречи нешто. И ако сакаме да го завршиме овој конфликт, тоа е многу лесно. Оние кои што го отпочнат треба да престанат да праќаат оружје, да престанат да убиваат. Многу едноставно. Кога зборуваме за завршување. Втората работа што сакам да ја напоменам е дека гледаме асиметрична војна, но Иран генерално веќе најавува и дава одговори кои тие ги нарекуваат одмазда, но според мене се некој параметар водат, некоја сразмерност на она што го добиваат. Например, по напаѓањето на цивилни објекти, тие нападнат цивилни објекти. Кога ја уништија, почна да уништуваат нивна војна инфраструктура, тие возвратија со уништување на американските бази на нивната војна инфраструктура. При првиот напад на енергетски капацитети беше возвратено со напад врз енергетски капацитети. И Иран гледам дека е актер во војната во овој момент кој што генерално води дефанзивна политика и дека дава некои сразмерни одговори на она што го прави другата страна. Живееме во време на информации, мораш да се согласиш, значи социјални мрежи, медиуми, различни алтернативни канали. Како луѓето да знаат што е вистина, а што не е вистина? Ова е генерално една од најтешките работи во војна. Како велат, најмногу се лаже за време на избори, после лов и во време на војна. После лов. Така да и риболов. Да. Токава фатив, брат. Најголемиот. И ми се скина на крај. Тоа е. Така. Значи, она што сакам да го кажам е дека ние пливаме во море на дезинформации, тоа е првата работа. Втората работа е гледаме дека многу често се споделуваат дезинформации од официјални лица, значи работи кои што немаат никаков однос кон реалноста. И третата работа што сакам да ја кажам е дека гледаме силна цензура. Силна цензура и не можеме да добиеме јасна слика ни за она што се случува внатре во Израел, ни за она што се случува внатре за Иран, особено земајќи предвид затвореноста целокупна на иранското општество и како тоа функционира. Така да, мислам дека Западот, тоест веќе немаме таков колективен Запад како до сега во овој конфликт, пред се би кажал Трамп и САД се соочуваат со сериозен проблем да ја продадат својата приказна. Ако пред 40 години, пред 30 години имавме централни телевизии, централни мрежи, централни соопштенија кои лиферира определени информации до јавноста, тие
едноставно може да бидат прифатени како вистини или да се прифатат со сомнение. Денес имаме огромна комуникација која оди по алтернативни медиуми. И сите овие алтернативни медиуми ни овозможуваат секој ден да допира до нас различни информации кои што не ги даваат тие центри на моќ. И од тука се потешко и потешко станува да можете да направите еднонасочна слика. Ова е најсериозен проблем за пропагандната машинерија на Соединетите Американски држави. И денес дури гледам дека алтернативните канали на комуникација заземаат дури можеби на моменти поголем простор во етер. И ова ги доведе сад, значи, и да немаат јасна порака, да немаат јасна цел, и дури мислам да губат сериозна поддршка кај сојузниците, иако за тоа има и други работи кои влијаја. Пред се, мислам дека поведението на Трамп и односот на Трамп кон неговите сојузници беше навистина лош целиот изминат период, и тоа сега доаѓа момент во кој тој ја плаќа цената за тоа. Гледаме дека НАТО претходно генерално беше околу своите цели целосно обединет, и за прв пат сега гледаме момент кога НАТО му врти грб на Трамп. Не зборувам за целосно НАТО, зборувам за поедини земји. И мене посебно внимание ми привлече изјавата на Педро Санчес, мислам дека се викаше шпанскиот премиер, кога не се согласи да подржи. Не само што не се согласи, тогаш кога искочи прв пат да го каже, тоа беше запрашан дали мислиш дека другите се согласуваат, први стапуваме во таа насока одеше дискусија, и неговиот одговор беше сосема го промени целиот тек. Тој рече, ние не сме единствените, но сме први кои ова ќе го кажат, нешто слично што направивме по однос на Палестина. И ќе добиеме сојузници од страна на европските земји, сигурен сум во тоа. И еве сега гледаме дека после неговото истапување и недавање поддршки, покрај тоа што веднаш следуваше законот, санкции, дека многу земји веќе одстапуваат од тој курс на следење на американската политика, и мислам дека можеби и Трамп, иако го изврши овој напад без консолидирање со своите партнери, овде можеби играше на картата дека ако почнеме војна, ќе ги вовлечеме сите наши партнери, но гледаме дека овде не се случува. И за разлика од случајот во Палестина, кога огромна беше разликата помеѓу европските лидери кои ја водеа политиката и широките народни маси во определени земји, сега гледаме дека таа волја на широките народни маси внатре во определени земји, дел од политичките лидери ја артикулираат. Често големите сили имаат огромна воена моќ, бази, технологии, но гледаме дека тоа не секогаш значи победа на терен. Дали денес војните повеќе се добиваат со стратегија отколку со сила? Или сила Бога не моли, Кај има сила нема правда? Во принцип, силните земји прават она што можат, слабите она што мораат. Мислам дека во оваа војна покажува сериозна ранливост на хегемонистичката политика на САД. Тоа е првата работа која можам да ја забележам. Разрушени се многу стереотипи. Пример, она што сакам да го напоменам е дека САД има над 800 бази во светот, над 7 стратешки команди, во заливските земји, во сите речиси без исклучок имаат своји војни бази, војна инфраструктура, и тие на некој начин беа гарант за безбедноста во овие земји. Сега по отпочнувањето на оваа војна, САД генерално важеше за земја која е недопирлива, која прави, по примерот со Венецуела, која извршува акција како може и сето тоа завршува лагано без никаква жртва. Сега Иран покаже еден сосема поинаков одговор и го разруши тој мит дека САД ви гарантира безбедност. Во овој момент заливските земји стануваат небезбедни именно поради инфраструктурата воена која има САД. И ако погледнете, во најголем дел овие напади кои се случуваат беа врз американските бази. И често кај нас во дискурс се зборува Иран нападна волку заливски земји, овие земји, но најчесто
тие не го перцепираат тоа како напаѓање на тие земји, туку тие ја напаѓаат воената инфраструктура. И овде конечно, прв пат можеме да кажеме дека САД покажа сериозна ранливост, дури и фактот дека ти ги празниш тие бази и ја повлекуваш целата војска од тие бази, а до тогаш биле представени како недопирливи, рушат еден мит на недопирливост и еден мит во кој што имаме една целосна доминација. Вториот момент кој што сакам да го забележам е дека Иран игра одлично со географијата и игра одлично тактички. Тие водат асиметрична војна, војна во која САД се надмотни, тоа никој не го спори, но во оваа војна тие работат и ги користат своите ресурси рационално и максимално. Ова го прават преку економијата, односно затварањето на Ормузскиот теснец, цела Европа ја тригираше, ја тригира Кина, Јапонија добива, мислам, ако не се лажам, над 70% од нафтата преку овој теснец поминува. Значи, многу земји. И сега што прават со ова? Тие користат овој момент за да направат притисок внатре. И сега САД, односно Трамп, ако збориме конкретно, прво има притисок, гледаме дека се случуваат веќе внатрешни протести во САД. Да. Второ, и помеѓу неговиот естаблишмент има определен притисок. Трето, целата економија трпи и има определен притисок. Понатаму, европските сојузници или НАТО сојузниците на Трамп веќе трпат директни штети. И овие директни штети кои ти ги трпат воопшто не се мали. Нема земја во Европа во која што не е покачена нафтата. Нема земја во Европа во која индустријата не чувствува закана. И Иран сето тоа го користи како алатка за правење притисок. Понатаму го користи сето тоа како притисок и врз заливските земји. И многу често ние кога ги гледаме вака европоцентрично работите, зборуваме за она што излегува од Ормузскиот теснец. Но многу помалку се зборува за тоа што влегува. Но овој теснец се користи за многу други работи кои им служат на овие заливски земји. Овие земји не произведуваат доволно храна, например, и тие се генерално зависни од увоз. Огромен дел од храната која стигнува во овие земји стигнува преку овој теснец. И овие се други форми на притисок кои се користат преку војна цел. И ова покажа за мене барем колку светот е мало место за живење и колку сите ние сме зависни едни од други. Да. И ако не работиме на солидарност, туку работиме на деструкција, ние не можеме да работиме на деструкција на едниот без истата да ја трпиме. И се надевам дека ова ќе запали црвена ламбичка кај многу голем број на европски и на светски лидери, за да ги променат овие политики, затоа што гледаме дека се почесто се користи јазик во кој нема толеранција, во кој се упатуваат закани, во кои се поставуваат можеби и цели кои се неостварливи и кои неминовно ќе доведат до деструкција. Според тебе, дали проблемот во многу војни е тоа што се влегува со големи цели, а без јасен план? Како тие цели да се остварат? Ако збориме конкретно за оваа војна, можеби целта беше да се уништи едно раководство и се очекуваше распад на еден систем. Но тој систем се покажа многу поиздржлив и, грубо кажано, убивањето на определени политички дејственици, водачи, како код, покажа дека не влијае врз структурата внатре и дека Иран има капацитети за многу кратко да донесе одлука, да донесе нов водач и да продолжи со војување. Ова укажуваше на еден момент дека тие, претходно сето ова, веројатно го имаат предвидено како сценарио и имаат направено внатрешен план како ќе действуваат при губењето на своите лидери. И гледаме дека имаме брзо заменување на лидери и продолжување на иста или слична тактичка војна. Она што се кога зборувам за тактичност во асиметричната војна, гледавме видеа каде што се цртаат авиони на земја и се трошат милиони за да се уништат нацртаните авиони. Се дуваат балони како тенкови. Од Втора светска војна исто така. И се трошат милиони. И тоа исцрпува оружјето. Меѓутоа, другото треба да напоменеме дека
оружјето не е бесконечно и оружјето е ограничено. Ние како резултат го гледаме она последното што се случува во војната, но војната во огромен дел е логистика од позади, која треба да го создаде тоа оружје, да го донесе на место, да го позиционира, да направи план за негова употреба, да стигне до последниот момент. И ние секогаш го гледаме последниот момент, оно што ни се прикажува на нас, но во позадина стои еден огромен процес. И логистиката некојаш во војната може да биде многу поголем проблем отколку самото. Вториот момент што сакам да го напоменаме при асиметричноста. Гледаме дека дел од оружјето на САД, кој вреди милиарди, се уништува за многу кратко од дронови кои вредат по неколку стотици илјади евра. Сакам да напоменам и за рушењето на овие рано предупредувачките радари. Например, главен проблем во еден таков момент не е прво радарот вреди повеќе од милиард. Милиарда? Да, еден таков радар. Вториот момент е дека неговата вредност не значи ништо пред ракета или дрон, која со многу помала вредност ќе успее да го уништи. И третиот момент е дека тоа е многу тешко повторно да го произведеш и, например, инсталација на еден таков радар може да одземе повеќе од 4 години. И времето кое ти е потребно ти за да поставиш одново таква структура, тоа е невозможно ако војната трае, не знам, пола година или година, ти не можеш да ги обновиш тие радари. Понатаму, често со другарите од левица збориме за една, да кажам, во форма на анекдота, што е најскапо во еден воен авион. И многу умини ќе кажат, волку вреди ова е најскапо или она е најскапо. Да, меѓутоа, воен авион ќе произведеш за определена временска рамка, нека биде пола година, нека биде 2 години. Но воен пилот за да произведеш ќе требаат минимум 10 години. И ова е тој момент кој што многу често не го согледуваме. И кога ќе создадеш нешто ти треба голема временска рамка за да го пуштиш во функција да го даде најдобриот резултат. Колку една голема сила на вистина ги консултира своите сојузници пред да влезе во конфликтот? И дали гледаме пукнатини во тие сојузништва? Тука мислам на односот НАТО со САД. Затоа што во овој случај мислам Трамп многу не ги слушаше, мислам не се консултираше со НАТО. Види, ако зборуваме за Трамп, морам да кажам и да забележам еден момент. Оно што го гледам јас во неговиот однос, барем за сега во овој втор мандат, е тоа дека тој разговара и решава проблеми со оние кои се еднакви над него. Например, сега најави за во мај, ако не се лажам, средба со Си во Кина, се сретна со Путин и гледаме една форма на однос. Но покажува целосно нереспектирачки однос и пониските. И кон помалите, и кон пониските, но и кон оние кои што му беа сојузници. Погледнете го неговиот однос, скандалот кој времено го отвори па го затвори за Гренланд. Да. И сега јас мислам дека тоа веројатно е еден од тригерите зашто европските партнери покажуваат несолидарност, да кажам, во овој момент. Понатаму, погледнете го односот во кој во еден момент тој го повикува НАТО да се приклучи, во нареден момент кога не добива позитивен одговор, вие ќе трпите, вие сте ми непотребни. Да. Значи, во оние што се под него, тој не ги перцепира како некаква форма на влијание. Поставува јасна дистинција помеѓу тоа со кој треба да работи и против кој се поставен, и се останато гледа како алатка под себе, вклучувајќи и Македонија, вклучувајќи го и актуелниот наш премиер и министер кои даваат безрезервна поддршка. Сите нив ги гледа на едно навистина ниско и непотребно ниво, како ситни алатки кои можеби за нешто ќе му бидат корисни. Да. Дали денес економијата и енергенсите, го спомнавме Ормудскиот теснец, дали станаа посилно оружје од тенковите? Зависи кои параметри ќе ги земеш. Во предвид, војната е многообразна. Војната е еден аспект само од она што се случува на фронтот или на местата каде што се изведува акции. Јас многу често кога зборуваат луѓе
дали сме во светска војна или не сме, колку земји се вклучени во војна и може би од некоја наредна историска дистанца денес е тоа и некој ќе го оцени како форма на светска војна. Например, ако ја земеш економијата или трговијата, ние апсолутно сме во светска војна. Затоа што мислам дека нема веќе земја која Не зависи не е допрена од оваа војна. Така. Цела Европа се соочува со Сегде се проблем. чувствуваат. Кина, далечниот исток и Јапонија имаат определени проблеми. Апсолутно сите земји... У Австралија што се дешава? Не знам што се Кенгури дешава во нешто. Австралија. Океј, Да, другар Симонов. Ајде да го затвориме ова. Како ќе заврши војната? Еве според Како ќе тебе. заврши војната? Искрено, војната мислам дека И дали брзо мислиш дека ќе заврши или ќе трае? и покрај најавите за брзо завршување на војната, ја мислам дека војната воопшто нема брзо да заврши. Дури ако се договори определен мир, ја мислам дека нема да биде крај на војната. Така беше претходната година при 12-дневната војна. На многумина им заличе, окей, 12 дена војна, се заврши војната, тоа е тоа. Напротив, се овозможи процес на купување време. Мислам дека и сега, во момент на заглавување и на исцрпување може да се постигне некаков купен мир. Времен мир. Но мислам дека денес да се донесе одлука за завршување на војната и да се потпише истата таа одлука, дека тоа ќе биде само една времена рамка. Вториот момент што сакам да го напоменам е дека според мене сите страни ќе се прогласат за победници. Првата работа е што сметам дека Иран доволно е да не биде поразен, да не дозволи промена на режимот, да не дозволи промена на граници и да се прогласи себе за победник во таа војна. А САД И да изгубат, пак ќе бидат. Имајќи го и целиот оној однос кон јавноста и кон се на Трамп, без разлика на исполнување или на неисполнување на своите цели, сигурен сум дека ќе прогласат победа и сигурен сум дека ќе кажат ние успеавме, тоест веќе многу пати беше кажано. Претходно ја уништивме нуклеарната, доколку минатата година ја уништивте нуклеарната програма, зошто повторно војувате? Секој трет ден, после третиот ден, уништени се 80% од капацитетите на Иран. Тогаш зошто војувате ако се уништени? Ќе наидеме на... Лажен пиар е тоа. Па дали, ја би го рекол на еден судир на субјективни вистини, филозофски кажано, двете страни ќе создадат своја субјективна вистина и двата света ќе живеат во својата субјективна вистина за потребите за внатрешен мир во нивните општества. Тоа се вика секој свој филм. Па може така да се каже. Глумачки кажано, ти филозофски. Не е далеко од вистината. Да. И тука има еден момент што мене искрено ме плаши и би сакал да го споменам. Еден страв кој го воочувам, тој е мојот страв за Куба. Ја мислам дека ако САД заглави, а веќе гледаме дека заглави, дека работите не им се ниту по контрола, ниту по план, иако тоа се обидуваат така да го представат. На завршување на војната, повторно ќе кажам, кога вели завршување на војната, мислам моментално прекина огнот, може би тој мир ќе трае година, 2 или 3, сигурен сум дека нема да заврши овде. Во САД следат избори во октомври, сето тоа ја чини актуелната власт. Се плашам од сценарието дека доколку не ги остварат овде целите, ќе прогласат победа во која малкумина ќе веруваат или малкумина ќе може да ја видат. Како жртва ќе ја дадат Куба, која во овој момент е целосно затворена, во овој момент ќе кажам колку и сурово да звучи, во овој момент САД направија еден затвор на отворено од Куба. Вие никој не збори за тоа, еве ќе го кажам и овој момент, постојано зборуваме за европски вредности, за демократски вредности, за права на човек, за основно право на живот. И сега вие имате, зборуваме од една страна за човекови права, право на живот, и од друга страна, Куба ја блокирате до тој степен да не може да обезбеди електрична енергија во болниците,
на некој кој му треба да си обезбеди право за живот. И се плашам при неуспех, а Куба е далеко изнемоштена во овој момент, дека САД би се одлучил на некаква интервенција во Куба со цел да направи еден шифт во јавното мислење и сега да ја направи нова тема во која ќе го доведе целиот дискурс и внатре и во светот. Само за да покажам колку овие феномени се успешни, ќе го споменам случаите со Епштейн. Додека Епштейн беше разгорено и цел се зборуваше за овие скандали, за нешто што е злосторство од невидени размери, да. веќе вториот ден после почнувањето на војната во Иран, на Google пребарувањето за случаите од Епштейн беа намалени за неверојатни 95%. И повторно имаме играње на кратко паметење на јавноста. Курсот со војна. Да. И сега од тоа искрено се плашам дека дека може едноставно наеднаш да се направи шифт, да се земе Куба како жртва, затоа што ако одлучат да интервенираат, нема како Куба да се спротистави, ќе даде отпор, ќе даде силен отпор, ќе се бори со сите своји капацитети. Залив, како се справи Фидел Кастро. Ги снема таму, толку проба. Сакам малце да се вратиме ајде на наша територија, у Македонија, да се зборуваме, или уште имаш да кажуваш за овој феномен амерички? Тоа што дополнително сакам да кажам, веќе и кога ја спомнав Куба, да. Мислам дека Кастро имаше еднаш кажано, во САД зборат за демократија, има две партии кои се менуваат на власт, но ништо не се менува. Барем по однос на надворешната политика, се менуваат целите привремено, но таа станува и следи еден курс и тој ќе кажеше тоа е исто како ние во Куба, јас и брат ми да направиме две различни партии и да одиме на избори и да се менуваме на власт. Ме сваќаш? И тоа е очигледно дека САД не прекинува да војува, не престанува да ги остварува своите цели преку користење на војна супериорност и мислам дека за прв пат им се руши овој култ на војна супериорност и на недопирливост и дека ако Иран успее да се одбрани во овој случај, овде ќе заврши она што веќе збориме дека постои мултиполарен свет, веќе ќе биде признаен и од страна на Западот. Ќе биде признаен и од страна на САД и ќе почне сосема нова форма на прераспределување на силите и сосема нова форма на градењето на меѓународните односи. Ако се тоа започна со војната Украина, можеби главниот столб ќе се случи овде со неуспех во Иран. Би те прашал и за Украина и за Русија, мајде сакам и за Македонија да се збориме. Ние сме мала држава и често сме на маса. Кога големите играат шах, ние сме само неми наблюдувачи, мораш да се согласиш. Според тебе, дали Македонија има своја стратегија или само се прилагодуваме на туги интереси? Кажа еден интересен момент кога го постави прашањето и рече дека ние сме неми наблюдувачи. Да, така мислам. За жал, во овој момент не сме неми наблюдувачи и не знаеме што е наш национален интерес и не знаеме да постапиме како што треба во еден момент. Па не можам да кажам дека сме неми наблюдувачи, ако министерот за надворешни работи на мојата земја првиот ден излезе на телевизија и даде јавна поддршка за отпочнувањето на војна интервенција, инвазија или како год да го и за Израел, и за Палестина која беше и нив. Не можеме да кажеме дека сме неми наблюдувачи. Не можеме пред некој ден некој од Министерството за надворешни работи, не е ни важно, не ни запамтиш че име беше чиста будалаштина, зборуваше за право на војна и како некој има право на војна во оваа прилика. Нас како земја едноставно е, не ни одговара војна, не ни одговара промени на граници, не ни одговара промена на текови, затоа што сето тоа станува опасна игра за нас. И ние, како држава, да си дозволиме да заземеме страна е многу опасно, многу ризично, затоа што немаме никаква моќ,
да се одбраниме, ако што зборев пред малку, како што во моментот заливските земји се станати, тоест американските бази во овие земји се Мет. станати цел како мет. Да. Тогаш зошто министерот за надворешни работи во мојата држава дозволува јас и ти да станеме мета? Која е потребата од таква изјава? Која е потребата од земање на таков став? Предпоставувам, ако е потребно, ќе биде дозволено користење на нашето небо, ќе биде дозволено Па нели нашето небо го бранат користиме, грците и италијанските да се авиони. користи НАТО нели? така. Тој момент и И кој ни гарантира дека со сето ова ние не се вовлекуваме во конфликт? Од тука и не случајно беше последниот предлог на пратениците на левица во собрание, едно од работите која ни е програмска заложба, а тоа е дека македонски војник не смее да учествува во друга воена мисија, освен ако таа не е во рамките на Организацијата на Обединети нации. Со ваков наратив јас се плашам дека утре да им побараат војници од Македонија, дека тие се спремни да ги дадат. Као што гледаме дека даваат оружје во конфликтот во Украина, као што гледаме дека протече информација за обучување на војници која се врши во Македонија за да се испраќа. Ние сами се вовлекуваме да станеме нечија потенцијална мета и ако не дај Боже некогаш нешто се случи, повторно ќе кажам не дај Боже, ние што ќе направиме? Ќе се представиме како жртва? Ќе грицкаме сончев. Ние нема да бидеме нечија жртва. Ние ќе бидеме жртва на собствената политика и на собствените лидери кои сме ги поставили на овие позиции. Ама ние народот, а овие големи што се унаводници ќе се избегаат одма, тоа е апсолутно, ама и мене ми е уште еден момент неприфатлив. Тоест неприфатлив или несфатлив. Еве ние имаме десничарска партија. Имаме партија на власт која се представува како демохристијанска партија. Партија која, не знам, има посебе така. Има посебен однос кон семејството, кон деца, кон наталите. И од друга страна е последниот пример за насилство, ќе го кажам, во Газа, каде што на дете, мислам дека беше помалку од 2 години. Тоа со цигарите што му гореле? Со цигари му ги гаселе од ногата, за да изнудат информација од неговиот татко. И имавме уште еден случај, прочитав од официјални лица на Обединети нации кои покажуваат дека затворениците од Палестина биле силувани со различни предмети и на различни машини за да се извлечат некакви информации од нив. И сега ние како држава или тие како партија на власт, веќе и да заземеш ти определен став и да имаш определен став или определена позиција. Овде збориме за нешто што е сосема разумно. Ти да се представуваш како демохристијанска партија, а да немаш никаков проблем да го премолчуваш, да затвараш очи и да не гледаш еден момент во кој, ќе го кажам примерот, на дете му се гасат пикавци од нога, тоа е надвор од разум. Веќе не зборуваме само за политика, туку зборуваме и за разумна постапка, јас би рекол. Морал, етика, хуманост, која што во случајот нели ја нема. Човечност. Дали мислиш дека малите држави денес можат да водат независна политика или мора да изберат страна? Еве, како нас земине за пример. Мислам дека може да водат независна политика и не само што може, туку и мораат. Интересна беше изјавата на канадскиот премиер кој кажа неодамна, ако не се лажам, беше тоа на економски форум или на Г7, не ме фаќа за збор, кој кажа дека ако не бидеме на масата, ќе станеме дел од менито. Така да и ние очигледно не сме на масата. Гледам дека се прави некој наратив, ние сме на масата на НАТО, ние сме помеѓу најмоќните сили и еве сега имаме поделба во НАТО. Дел од членките на НАТО строго отстапуваат. И сега кој е нашиот став, како сме ние на оваа маса? Ние ускут сме. Апсолутно. Ама дури мислам дека не само за тоа, туку нашата власт, без разлика која беше, ниту СДСМ претходно го промени надворешно-политичкиот курс, ниту ВМРО го менува. По однос на надворешната политика водат апсолутно еден курс. И тоа не се менува. Нема да го смени името ВМРО, тоест да го врати назад, нема да отстапи од позициите на НАТО, и тие во еден момент се однесуваат како да се суверени, ама суверенитетот да го отцрпат од некоја амбасада овде.
а не да го црпат од народот. И тие, дури кои ги гледам овие несреќни изјави, би кажал, имам чувство дека даваат изјава во која тие треба да се допаднат на некој амбасада. Се додворуваат, точно. Да, Тоа а се не дека приметува. се обидуваат Нешто да да представат направат. нешто Добро што ќе биде за. Јасно. како изјавата на Тимчо Муцунски те представува тебе, ме представува мене. Како Не, мене не ме представува тоа. Така? Тие што си го гласале, си ги представува. Ја не сум ги гласал. и Се ова е оградувам интересен пред јавно. момент. Кога ги спомна оние што Па, си ги се. гласале, на крајот од денот и ние можеби некојаш стануваме жртви на сопствените избори. Ваква власт избравме, добиваме ваква политика. Огромен дел, еве јас како некој од Источна Македонија и од изборна единица 3, има впечаток дека по промената на власт, по однос на некоја, ајде условно да кажам, православна линија блискост кон Русија, дека ВМРО ДПМН ќе го промени односот вазалскиот кој го постави СДСМ по однос на Русија и војната во Украина. И само 2 недели по седнувањето во фотелја видовме дека ништо не е променето. Исто се однесуваше за, ако сакаш, за името. Исто се однесува вазалскиот однос кон Соединетите Американски држави кои го имаме. Ние стануваме во одредени моменти жртва на нашите избори и ова како народ можеме да го сватиме. Ќе веќе го спомнам и со Трамп ќе дадам пример. Се сеќаваш колку луѓе во Македонија го поддржуваат Трамп? Се сеќаваш колку луѓе овде се нарекуваат трамписти? Да, он изјави дека наводно со неговото доаѓање на власт, он ќе ги запре сите војни. И еве колку ги запре. Почна уште 3. Разбираш? Се сеќаваш ли на оној момент, мислам дека беше многу поактуелен претходно, дека луѓе од Македонија работеа активно или ферува фейк новости за потребите на... И сега ние треба ние сме дел, во еден момент се вклучуваме свесно или несвесно и можеме да станеме последица на тие одлуки. Каде ја гледаш Македонија во следните 10 години? Повеќе кон исток, кон запад или негде на средина? Зависи од геополитичките поместувања, тоа е првото. Зависи од власта. Искрено, сигурен сум дека во не така далечнина ќе имаме промена на власт во Македонија и левица несомнено цели кон преземање на власта на оваа држава. Па веќе нема кој, брат. Да бидеме реални. И кога ќе дојде до тоа, мислам дека конечно ќе имаме некои промени по однос на надворешната политика. Така. Ова надворешна политика до сега нема ставено во ќорсокак. Ние сме заглавени во ќорсокак. Вратата кај едните ни е затворена, кај другите не сакаме да ја отвориме. Стоиме ни таму, ни ваму. Се обидуваме да се додворуваме на една страна и да се представиме како лојални партнери, од друга страна гледаме дека немаме речиси никаков фидбек. Да. Како што требаше да бидат заштитени заливските земји од САД, а денес не се, токму заради САД им летаат ракети над глава. Што ќе се случи ако денес, наместо да не заштити еве НАТО или САД, заради НАТО станеме потенцијална жртва? На тоа никој не мисли. Битно у НАТО сме и тоа, деме као НАТО е... НАТО е пред се воена алијанса, а воената алијанса постои за да прави војни. Кога Трамп направи Министерство за војна, што очекувавме мир, и кога спомна преска ветувањето за немање на неотварање на војни и така натаму, една од најголемите слабости во демократските системи се покажа токму тоа. Дека вие имате политичари кои добиваат избори на определена политика и ветувања кои ги пласираат. Но се покажува дека веднаш по завршувањето на изборите се врти нов лист и тоа ништо не важи. Од тука демократијата не е изразување на волјата на овој народ. Во конкретниот случај, Трамп доаѓаше на власт со ветување дека ќе заврши Украина за 24 сати, па за 100 дена, па не ја заврши и трае. Ветуваше дека нема да отвори ниту една војна, па еве отвори неколку во
период од 3 месеци. Во Венецуела нешто цумеше, мислам, еве Куба што го спомна, сега со Иран. Тоа е показател дека дури јас мислам дека во некој иднина и кај нас би требало политичко ветување да стане кривично дело. И ако дојдеш на власт, не ми е јасно. правиш спротивно тоа зашто се ти правиш класична злоупотреба на гласачко тело, на електорат, на суверенитет, Ќорка. правиш класична и сега ти треба да доаѓаш на власт со ветување дека правиш мир и отвараш војни. Човекот бараше Нобелова награда за мир, во еден народен момент никако не можеше да ја добие и еве да кажам супер егото си го задоволи со тоа што ФИФА му даде награда за мир. ФИФА откако му даде награда за мир, овој отпочна неколку војни. ФИФА и топка и жонглира. И тоа играњето какво му беше. Мене не ми е јасно нешто, бе, Вон Прашалников. Пардон. Зошто македонциве покрај сите ете што ги кажа лажирани ветувања не се освестат еднаш. Што не им е јасно дека пак ќе дојде исто, пак ќе свртат нов лист, што викаш, и пак ќе се тераат по свое. Што викаш за кривично дело да се одговара лажно, нели, ветување. Па не знам што ни треба за Зашто не се освести народот? Што е работа? Дали се тие политички, овие партиски војници што се во структурите на сите поголеми партии, нели? Мислам на ДПМН и СДСМ, и они се ги имаат тие како гласачи и без разлика што знаат дека нема да биде исполнето ветувањето, тие се условени да гласат. Тоа е една од дропките кои никош не ми стана јасни. Не ми е јасно. Не можам да ги решам, но една од предпоставките што би ги имал за ова е дека не сум сигурен дали толку сме несвесни од една друга причина, затоа што погледни колку луѓе се иселуваат. Еве јас сум од Свети Николе, луѓето се бават со миграција. Да. Дел од нив се Источна Македонија се град на духови. Дел од нив се трајно иселени, Да. дел од нив се телат сезонски и оние кои што живеат, 70% од нив патуваат или во Скопје или во Штип затоа што е претворено градот Во воедно. Свети Николе 2 кафани има и толку. Така. Што не знам трафика ако има. И сега, Да. дали, не знам и овој апарат кој е направен, мислам дека имаме еден монопол на гласачко тело. Да. Имаме еден монопол на гласачко тело и она што го забележуваме во овие 10 година при постоењето на левица е дека и ние реално како партија имаме проблем со тоа што нашето гласачко тело најмногу се иселува. Затоа што тоа се луѓе кои се, би рекол, и слободоумни, Так. и луѓе кои независат Со од држава, повисоко образование, и луѓе со кои сопствени можат ставови. да одолеат на различни притисоци и така натаму и така натаму. А додека од другата страна ние гледаме дека постои директна или индиректна врзаност во ова особено се гледа во малите места. Особено се гледа во малите места. Во Свети Николе еден независен кандидат, сега само тој знае колку приказната е точна, ми кажа дека после неговото кандидирање како независен кандидат, вршеле притисок на неговата мајка и рекле пази за кого ќе гласаш. Но сеќаш, во малите места таквите суровости, да ги кажам, кои се дешаваат во изборните процеси или притисоци се многу поголеми, многу повидливи. Луѓето се многу повеќе екзистенционално зависни, затоа што партијата има создадено монопол. И како вели Маркс, без економска не постои политичка слобода. Имено тоа се дешава и затоа одредени партии имаат монопол во оваа земја, затоа што луѓето не се економски независни, постојано се зависи од нив и постојано се наоѓаат по форма на притисок. Еве ќе ти кажам, членови на левица кои се земјоделци по исполнувањето на сите услови не може да остварат право на субвенции. И тоа е класична форма на притисок. А ако тој може да влие некој кој сам си го заработува левот на нивата, тогаш да претпоставиме што се работи во било кој од државните установи и колку поголем притисок се случува на тие луѓе. Ќе ти кажам уште еден пример од познаник кој своевремено беше дел од едната партија, се промени власта, своевремено стана дел од другата партија и работи како учител. И во неформален разговор, онака другарски, го прашувам, добро, викам, беше со овие,
Па беше со овие работи, што кој ти беше мотивот? Тој ме погледна, знаеш што ми кажа? Мојот мотив беше да станам учител, ја тоа сакам. Ја не сакав да бидам ни ВМРО, ни СДС, јас сакав да бидам само учител. И ова е еден од канцерите на нашето општество, што без партијата одредени работи ти се затворени, одредени врати ти се целосно затворени, а одредени работи кои ги правиш ќе најдат неминовно на сериозен притисок. Па дури, и еве, како што кажав за човек што е земјоделец, па дури и да не си во директна корелација со власта, тие ќе најдат механизми да ти направат определен притисок. Што е поголема опасност за една држава? Економска зависност или воена зависност? И тука го комплетираме овој дел. Ајде за Македонија конкретно те прашам. Што е поопасно? Економски да зависим или воено? Па, не знам како да ти одговорам на ова прашање од едноставна причина што ние како држава во овој момент зависиме и економски и воено. Као ниту сме економски зависни, ниту независни, ниту сме енергетски независни, ако сакаш, ниту сме воено независни. Кој е помало зло? Во случај на голема војна, колку време ние можеме да одолееме на сериозни напади? Воопшто. Ако ги погледнеме Ако ги погледнеме сите наши клучни корпорации, па сите се задгранични. Да. Погледни не знам, Австрија енергетскиот сектор. Од ден плаќаме се поскапа струја, трпиме се поголема штета, стануваме се позависни. Така да не гледам дека да имаме некој параметар во кој сме независни, да можеме со нешто да споредиме. Мислам дека и едното и другото. Так. Кажи ми, другар Симонов, мислиш ли дека ако САД продолжи по нивниот терек со истребување, елиминирање на политички лидери во едно општество, сега ќе озеем Иран како најсвежо, меѓутоа се случи во Венецуела, па ајде што викаш ти, може и во Куба наредно да биде нешто такво слично. Убивањето на лидери ми наликува на една друга работа, а тоа е отсуство на витештво и водење на војна витешки. Ако јас сум лидер од едната страна, ти си лидер од другата страна, јас и ти отпочнеме војна, тоа би требало да подразбира дека јас и ти ќе војуваме на шаховското поле, додека едната страна не победи, не капитулира или до моментот додека не се договориме. И ова убивање на лидери е многу лошо и за САД, затоа што Иран покажа капацитети за нив брзо да ги замени и да продолжи да функционира под нова команда, тоест под нов лидер, веројатно истата команда. Но САД веќе ги уби оние со кои можеше да преговара. Со дел од оние кои преговараа со САД, со дел од оние со кои имаше директна комуникација, денес нема. Ова ме потсеќа на еден случај за време на кубанската криза, кога подморница на Советскиот сојуз се наоѓа во близина на помеѓу Куба и САД, ако не се лажам, и во тој период наидува американски брод. Американскиот брод се обидува да извади подморницата на површина, да ја даде до знаење да не се доближува и пушта определени бомби, предупредувачки сигнали и така натаму. Луѓето кои се во подморницата, која патеме нуклеарна, имаат впечаток дека војната веќе е почната и не знаат што навистина се случува на терен. Комуникациите и технологијата во тоа време не се на највисоко ниво, а дури и денес имаме огромни проблеми за време на војна со комуникации, а нема директен контакт со централата. И во подморницата веќе се дискутира, малтене е донесена одлука за користење на нуклеарно оружје, да биде испукана првата ракета. И тогаш човекот, мислам дека се вика Василий Архипов, спречува и не дозволува да биде испукана и лансирана оваа ракета. Се завршува ситуацијата како што се завршува, до што доаѓа после? После доаѓа до заклучок дека ако во тој момент е испукана првата нуклеарна ракета, тоа значи дека од двете страни ќе почне да
летаат нуклеарни боеви глави. После овој начин човекот, ако не се лажам, доби и Нобелова награда за мир. А малку подоцна Кенеди и Хрушчов мислам дека договараат црвена линија, како велат, или телефонска линија, која што на двете страни ќе ги стави секогаш во комуникација, дури и во случај на војна, двете страни се обврзани да одговараат еден на друг, ни случајно да не се деси поради недоразбирање да биде испукано недозволено оружје. И има една анегдота за која со Борис ми ја кажа неодамна, дека после атентатот врз Кенеди имаме различна временска рамка, му се го будат од спиење, а Хрушчов му кажуваат дека е направен атентат врз Кенеди. Првото негово прашање, знаеш што е? Нашите да не се. Сваќате колкава е одговорноста кон другата страна со цел да не се доведе до ескалација на еден конфликт, затоа што тој знае дека не дал наредба, тој знае дека не побарал таква интервенција, тој знае дека не организира таква операција, но на терен сепак има луѓе кои оперираат и луѓе кои треба да изведат определена акција, и тој човек во одреден момент може да направи било каков потек кој што не е во согласност со, сепак на крајот од денот, така тој е само човек и може да сгреши. Океј, одиме сега со рубрика брзи прашања. Ќе ми одговараш со да и не или кратко, ако нешто сакаш да додадеш. Исток или запад? Сонцето изгрева на исток? ЕУ или БРИКС? Мислам дека едното може да не го исклучува другото. Дипломатија или сила? Па доаѓаме во време на сила, и искрено јас сум повеќе за дипломатија. Политиката ти дала повеќе пријатели или непријатели? Лично за тебе, да. Па сега се мислам, ама веројатно непријатели. Да, секојаш има Не сум сигурен, не сум сигурен. Може ли чесен човек да успее во политика? Може. Компромис или принцип? Зависи за што станува збор. Опозиција или власт? Што е потешко? Што е потешко? Што е потешко, да. Па кога ќе бидеме власт, ќе можем да ти одговорам на ова прашање. Да. Политиката е борба за идеи или за моќ? Знам што ќе ми одговориш. Па веројатно за моќ. Ќе биде ли подобро или полошо во следните 10 години? Ќе биде полошо. Супер, каков одговор. Ова ти е мала пажња од нас, од Редкаст, имаш едно чавче. Сега сме при Ти крај. благодарам, Кирил. Да ти кажам, многу ми изненади, навистина темелно одговараше на сите мои прашања. Се гледа дека си ја разбираш работа. Продолжи така. И дај Боже еден ден да те видиме како министер за надворешни работи, па да ја опреш работа. Или не знам во кој сектор би се пронашол, меѓутоа се што кажа беше на место, според мене е нека процени публиката. Дали имаш некоја порака за крај да им порачаш на гледачите? Па искрено мислам дека она што го зборувавме опфати повеќе теми. Јас конкретна порака не би давал до никој. Се надевам дека секој ќе може да одлучува не само рационално, туку и емоционално, и да размислува во насока на определени вредности кои во моментов се целосно изгасени. Одлично кажано, одлично срочено. Јас за одјавата се спремам. Почитувани гледачи, ова беше уште една епизода на Редкаст, подкаст во кој не се плашиме да поставуваме прашања и да отвораме теми за кои некои повеќе сакаат да молчат отколку да зборуваат. Вечерва разговаравме со Александар Симонов за политика, геополитика, војни, дипломатија, економија и за светот во кој живееме. Свет во кој информацијата е оружје, економијата е оружје, а понекогаш и вистината е жртва. Дали живееме во време на мир или во време на тивка светска војна, оставаме вие да одлучите. Јас сум Кирил, ова е Редкаст, гледајте не, споделувајте не и запомнете, најопасно е кога луѓето престануваат да поставуваат прашања. Се гледаме во следната епизода. Поздрав!